На парламентот му предстојат многу предизвици, но навистина постои огромна можност ова собрание да биде исклучително добре, да биде супер. Во Македонија собранието се избира. Владата не се избира. По времето кога сум овде, сме имале и премиер кој што не беше избран. Значи премиер кој што не го доби тоа место на гласање. Парламентот му припаѓа на луѓето, парламентот мора да врши контрола и да ја следи и да врши надзор на работата на владата. Парламентот треба извршната власт да ја држи на одговорност. Европската унија тоа го нарече заробена држава, каде што парламентот не врши таква контрола. Парламентот само притиска копчиња. Брзо усвојува закони. Усвојува закони без сериозна дебата. И собрание кое што ја има изгубено во по многу нешта довербата на граѓаните. За среќа, веќе има солидни темели во собранието и не се основни нешта. Вработените во собранието на вистина си ја знаат својата работа. Пратениците беа вистински пратеници за кои што знаат што е добра практика и кои што не се таму само да стискаат копчиња. NDI многу години подготвува прирачници, врши обуки, ги знаеме овие луѓе и знаеме дека тие знаат што е добар надзор и што е добар процес на донесување закони. Со USAID финансирање оваа програма трае со години, но исто така има во собранието највисокотехнолошки развиен парламентарен институт финансиран од Шведската агенција за развој. Единствен е така во регионот. Така што враќање на основите не значи враќање на основни потреби, туку на основите на функционирањето на собранието со сето тоа што веќе е таму направено.